Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Маја Пероска, а еве што ви подготвивме за денешното издание. Историски успех на македонската дипломатија, Македонија избрана за членка на Економскиот и социјалниот совет на Обединетите нации. Антикорупцијска ќе провери работата на Институтот за јавно здравје, ќе се бараат корупција, судир на интереси и злоупотреби. Нови возила за битолската противпожарна единица, подобра заштита од пожари за цела Пелагонија. Агенцијата за храна и ветеринарство ќе објави кој манипулирал со млечните производи. Бугарија никогаш немала план да ја признае македонската нација, објавен декласифициран извештај од австрийски амбасадор во Софија од пред 35 години. Председателот на владата Мицкоски на самитот ЕУ Западен Балкан во Тиват во фокусот проширувањето на Унијата. Скандал во средно училиште во Кичево, професор пријавен за напад врз ученичка. Алиу откри кои се плановите за дигитализација во здравството, помалку чекање, многу повеќе податоци и ред. ЕС системот ќе се пали и гаси на евзони ако има гужва. Грција доби можност да ги намали биометриските контроли. Ракување што привлече внимание, Мицкоски и Макрон во директен разговор за европската иднина. Во продолжение слушнете ја првата вест. Во наредните денови се очекува да се разговара за принципите и за можна промена на ресори и имиња, рече ко-председателот на Вреди и градоначалник на општина Чаир Изет Меджити, одговарајќи на новинарски прашања по отварањето на албанскиот саем на книгата во Скопје. Меджити рече дека се договорени со партнерите во владата дека ќе има реконструкција. Деновиве треба да седнеме и разговараме за принципите и дали ќе одиме со промена на ресори, имиња и така натаму, изјави Меджити. Председателот на владата Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање по отворањето на новиот базен Карпош, најави дека во втората половина на јуни ќе седне со владините партнери за да разговара за натамошните чекори во однос на работата на владата. Во втората половина на јуни ќе седнеме со владините партнери и ќе разговараме за понатамошните чекори. Тогаш ќе се добие појасна слика за идната структура, рече Мицкоски. Во врска со тоа какви други промени ќе има, Мицкоски рече дека тоа е динамичен процес и дека во моментот се посветени на внатрепартиските реорганизации и преструктурирања.
потребна, жено моја судена. Срце да ми отвора, твое име пишува, очи да ми затвора, тебе ке те познам. Срце да ми отвора, твое име пишува, очи да ми затвора, тебе ке те познам. Срце да ми отвора, твое име пишува, очи да ми затвора, тебе ке те познам. Срце да ми отвора, твое име пишува, очи да ми затвора, тебе ке те познам. Жена моја судена. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Гуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Кичевската полиција поднесе кривична пријава против 68-годишникот кичевското село Другово поради сомнение за сторено кривично дело насилство врз дете по член 201 од Кривичниот законник. Според информациите од полицијата, тој додека извршувал работни задачи како професор во едно средно училиште во Кичево, во училница физички нападнал малолетна ученичка. По нападот ученичката се здобила со телесни повреди кои биле констатирани во општата болница во Кичево. Од полицијата информираат дека по целосно документирање на случајот ќе следуваат понатамошни законски постапки. Of aman aman, sovke na tatko, nagrada gumendža. Of aman aman, Bela Sofijo, nagrada gumendža. Stani ke oj me
Новинарот и известувач за југоисточна Европа на германскиот весник Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаел Мартенс објави документот пред 35 години, од кој јасно се гледа бугарската антимакедонска позиција за непризнавање на македонската нација, пишува порталот Експрес. Во документот австрискиот амбасадор во Бугарија известува до своето министерство во Виена за разговорите што ги имал со бугарски извори во врска со распаѓањето на соседна Југославија и ставот на Бугарија за престојниот референдум за независност во Македонија. Според амбасадорот, пишува Мартенс, бугарскиот председател Желју Желев им рекол на новинарите дека Софија може да ја признае Македонија како држава, но дека тоа нема да биде признавање на македонскиот народ, што е изум на Коминтерната. Мартенс врз основа на документот забележува дека се работи за континуитет во бугарската надворешна политика. Во документот пишува дека Бугарија поддржува признавање на Хрватска и на Словенија, но чека референдум за Македонија. Австриската амбасада во Софија тогаш информирала дека Бугарија ја поддржува идејата за меѓународно признавање на независноста на Хрватска и на Словенија, но за Македонија останува предпазлива и го чека исходот од референдумот закажан за 8 септември. Документот, означен како продолжение на претходен извештај од 28 август, ја отсликува сложената дипломатска ситуација во регионот на почетокот на распадот на Југославија, кога европските држави постепено ги преиспитуваа своите позиции за признавање на новите држави. Milice, koga si bez me malečki de, koga si bez me malečki milice, aj koga se dajcata ljube ne me. Koga se dvajcata ljubev me milice, vočićovo to gradinče de, vočićovo to gradinče milice, aj kaj šarenite moji cekinja. Kaj šarenite cvetinja milice, trenda film cveke cuteše de, trenda film cveke cuteše milice, aj nagradite ti pagjaše, Ažijano, aži dušo, koja večer jazda dojda. Ažijano, aži
Македонија е избрана за членка на Економскиот и социјалниот совет на Обединетите нации за мандатниот период 2027-2029 година. На гласањето што се одржа во седиштето на Обединетите нации во Њујорк, кандидатурата на Македонија доби поддршка од 174 држави членки. Станува збор за историски успех на македонската дипломатија, бидејќи за прв пат од независноста државата ќе биде членка на едно од главните тела на системот на Обединетите нации. За прв пат од осамостојувањето сме избрани во едно од водечките тела на ООН. Огромен успех за државата и македонската дипломатија, објави председателот на владата Христијан Мицкоски на социјалната мрежа Facebook. Овој избор е потврда дека државата може да постигнува резултати кога работи плански, сериозно и со јасна дипломатска цел. Тоа е признание за трудот на нашата активна дипломатија и за довербата што ја градиме со нашите партнери, додаде Мицкоски. Во изминатиот период Македонија стана членка на Советот за човекови права на Обединетите нации, како и на извршниот совет на Организацијата за забрана на хемиското оружје. Овој избор во Економскиот и социјалниот совет на Обединетите нации е продолжение на тој позитивен тренд и доказ дека нашето присуство во меѓународните организации станува посилно и повидливо, посочи премиерот. Нашата цел, додаде тој, е Македонија да биде држава која не стои на маргините, туку активно учествува, гради партнерства и придонесува во решавањето на прашањата што се важни за граѓаните и за меѓународната заедница. Лудо се спрема на гурбе доди, лудо се спрема Брежана на гурбе доди, лудо се спрема Брежана на гурбе доди. Млада невеста, диван му стои, диван му стои Брежана, му се моли. Диван му стои Брежана, му се моли. Земај ме лудо, не оставај ме. Земај ме лудо Брежана, не оставај ме. Земај ме лудо Брежана, не оставај ме. Јас сум си жена, жена ма жена, жена ма жена Брежана, чаша скршена. Жена ма жена Брежана, чаша скршена.
Председателот на владата Кристијан Мицкоски објави дека остварил средба со францускиот председател Емануел Макрон, на кој биле отворени теми поврзани со регионот, европските перспективи и прашањата од интерес за граѓаните. На фотографијата што ја сподели на Facebook, двајцата лидери се на заедничка маса, при што се поздравуваат со цврст рачен стисок кој остава впечаток на пријателски енергичен поздрав. Средбата во Тиват, како што се оценува од објавата, поминала во срдечна и конструктивна атмосфера. Пријателска и срдечна средба со францускиот председател Емануел Макрон. Разговаравме за регионот, за прашањата важни за еднината на нашите граѓани и за европските перспективи, теми на кои долго време работиме, напиша Мицкоски. Тој додава дека Франција има значајна улога во Европската унија и дека е важно диалогот со Париз да биде отворен и директен. Мицкоски истакна дека фокусот останува на градење партнерства и поддршка за државата на европскиот пат. Средбата доаѓа во период на засилени дипломатски активности и разговори за европската интеграција на земјите од регионот. Ах да знаеш, брате, во какво сум поле, во какво сум поле, поле јас подседнал, во какво сум поле, поле јас подседнал. Ниту вода има, ниту сенка има, само едно дрво, дрво изсушено, само едно дрво, дрво изсушено. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек,
колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. На одредени гранични премини во случај на зголемен сообраќај, а со цел воспоставување нормален проток на патници и возила, постои можност привремено и делумно да се суспендира имплементацијата на ЕС системот, односно регистрацијата да се врши без земање биометриски податоци, одстапка што важи до 8 јули годинава, со можност да се продолжи до 6 септември, произлегува од одговорите на пратеничките прашања доставени од заменик министерот за заштита на граѓаните на Грција, Јоанис Ламбропулос. се засакавме. Мислев дека вечна ќе ни биде љубовта, се додека не ми кажа дека кај тебе ќе идат туѓи сватови, туѓа невеста ќе бидеш ти, другари одете и кај неа денес дар однесете. Мене не ме чекајте, жар на срце веќе не ми ставајте, од неа остана само сана век во мене горчина и една голема моја пуста желба неостварена. Што кај друг замина, што ти даде тој што немав јас. Ако е од љубов, знај јас не ќе тагувам, се најдобро ти посакувам.
sreća ne se kupува. Drugari, odete i kaj nejate ne staro odnesete. Mene me čekajte, žar na srce veke ne mi stavajte. Od neja ostana samo sana vek vo mene gorčina i jedna golema moja pusta želba neostvarena, moja pusta želba neostvarena. Државната комисија за спречување на корупцијата, согласно своите надлежности по сопствена иницијатива, отвори предмет во врска со наодите во ревизорскиот извештај на Државниот завод за ревизија за Институтот за јавно здравје. Како што се посочува во соопштението, предметот е отворен поради потребата да се проверат наводите изнесени во јавноста и да се согледаат евентуални ризици од корупција, судир на интереси, злоупотреба на службена положба или други неправилности во работењето. Државната комисија за спречување на корупцијата ќе ги преземе сите потребни действија за прибирање и за анализа на релевантната документација и информациите од надлежните институции, со цел утврдување на фактичката состојба. Во извештајот на Државниот завод за ревизија се навидува дека во Институтот за јавно здравје постоел несоодветен начин на наградување на вработените, како и набавка на непотребна медицинска опрема, односно била купувана опрема која веќе ја поседувале, наместо онаа што навистина недостигала. Дополнително биле набавувани електронски уреди како компјутери, лаптопи и мобилни телефони со пониски технолошки спецификации од оние што биле платени. Исто така, бил склучен договор за телекомуникацијски услуги со двојно повисоки цени. Наместо 80.000 денари биле исплатени 1,5 милион денари. Во извештајот се споменува и кабел долг 15 километри, набавен за 15.000 евра, за кој не се знае каде се наоѓа. Директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска на пресконференција по објавениот извештај изрази надеж дека јавното обвинителство ќе реагира за утврдените неправилности во овој институт, кои се направени пред таа да дојде на чело на институцијата. Зошто ти ме остави? Зошто ме заборави? Сите наши срекни денови, зар не беа доволни? Сите наши желби големи, душо не ги исполни. Crno moja raneta, bolko moja golema, дури кога јас не изгубив, сватив што е љубовта. Дури кога сам јас останав, стопати се проколна. Само ти си моја судбина, само ти си моја утеха. Кога си веќе си заминат, да не згасне душава. Господ ми е сведок, верувај, дека ќе те сакам до века. И во добро и зло ти си ми моја звезда водилка.
твори. Само ти си моја судбина, само ти си моја утеха, кога сите ќе си самина, да не скасне душава. Господ ми е сведок, верувај дека ќе те сакам до века, и во добро и зло ти си ми моја звезда водилка. И во добро и зло ти си ми моја звезда водилка. Председателот на владата Христијан Мицкоски, кој учествува на самитот Европска Унија Западен Балкан во Тиват, присуствуваше на вечерата што за учесниците ја организираше председателот на Црна Гора Јаков Милатовиќ. Мицкоски на Фејсбук објави дека пред вечерата имал средба со Денис Беќировиќ, член на председателството на Босна и Херцеговина. Разменивме мислења за актуелните состојби во регионот, како и регионалната соработка и европската перспектива на земјите од Западен Балкан. Ваквите средби се добра можност за зајакнување на меѓусебното разбирање и продлабочување на соработката меѓу нашите држави, наведува Мицкоски. На самитот му предходеше турнијата на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта на земјите од Западен Балкан, во рамки на која се сретна со лидерите од регионот, а ќе биде и копредседавач на самитот ЕУ Западен Балкан во Тиват. Кошта на 2 јуни беше во посета на Скопје, каде се сретна со Мицкоски, а потоа одржаа и заедничка пресконференција, на која Мицкоски посочи дека македонската позиција е јасна. Остануваме цврсто определени кон европскиот пат, не бараме привилегии, не бараме олеснети правила, не бараме нешто што не им припаѓа на другите. Бараме принципи и нормално кредибилен и предвидлив процес. Бараме процес во кој реформите, трудот, заслугите и исполнетите обврски ќе бидат вистински вреднувани.
Агенцијата за храна и ветеринарство соопшти дека идната недела ќе ги објави фирмите кои правеле манипулации со декларирањето на млечните производи. Директорот на агенцијата Оливер Миланов информира дека од понеделник треба да бидат готови резултатите од анализите на месните преработки. Како што изјави Миланов, кај млечните производи со лажни декларации не е нарушена безбедноста, туку е нарушен квалитетот и потрошувачите се измамени. Директорот е согласен дека казните за овие оператори со храна се ниски и затоа напомена, веќе се изготвуваат измените и дополнувањата на законот за прекршоци. Една од опциите за кои се размислува е ако еднаш или два пати бидат фатени како манипулираат, да им се земе решението за вршење дејност во рок од 3 години. Неофицијално мислам дека ги имате операторите, но официјално ќе ги имаме во наредниот период. 2 се увозни, 8 се наши компании. Веќе се вршат натрешни контроли, зашто овие резултати што ги имаме добиено се проценка на ризик лично од мене направени. Покрај редовните надзори ќе се направи и аудит. Ќе се вратиме чекор наназад да видиме дали воделе записници, дали воделе лабораториски анализи, дали ова од пред 15 дена или постоело години наназад. Во однос на безбедноста на овие производи, безбедноста не е нарушена, нарушен е квалитетот, нарушен е затоа што е направена измама со храна на потрошувачите, манипулација со нив. Доколку декларирате дека имате 24% масти, а во производот има 5% масти, таа храна автоматски се уништува и се носи на депонија, подлече Миланов. Kraj mene pominuva, skrišu me poglednuva. Zanea se zboruva, Jana je na ljubava.
Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните сопственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Македонското здравство чекори по патот на дигитализацијата, а меѓу следните планирани чекори се дигитализирани патеки на лекување, приоритетно управување и тријажа и развој на мултидисциплинарни тимови кои ќе ги поврзат примарното, секундарното и терцијарното здравство. Ова се дел од најавите на министерот за здравство Азир Алију на 12-тиот состанок на високо ниво на иницијативата за мали земји на Светската здравствена организација за Европа, што се одржува во Рига, Латвија. Представувајќи ја националната програма на Министерството за 2026-2030 година, тој истакна дека таа е една од клучните реформи. Малите земји не секогаш имаат најголеми ресурси, но можат да имаат најбрза адаптација, најдобра координација и најсилна политичка волја за промени. Нашата цел е да изградиме здравствен систем кој подобро го користи знаењето на здравствените работници, го намалува административниот товар и им овозможува повеќе време за пациентите, истакна Алију. Јаден сум бре бела јано и прејаден. Немој да ме каниш душо на пиење. Пиен сум бре срце моје и препиен. Ако смеш бела јано покани ме. Јано на шетање, цел свет сум го шетал, јано и прошетал. Немој да ме каниш, јано на муабет, ако збори тој што гори ке изгори. Ако смеш бела јано покани ме.
ić ne žalam, pa da umram bela Jano, ić ne žalam. Територијалната противпожарна единица на Битола е модернизирана со теренско противпожарно возило джип со специјална надградба и со противпожарно возило цистерна. Ова опрема ќе овозможи побрза реакција, подобра мобилност на непристапни терени и поефикасно справување со пожари во шумски и во рурални средини, соопшти локалната самоуправа. Обезбедени се во рамките на проектот Firefly, заедничка прекугранична иновативна заштита и превенција од шумски пожари. Проект кој носи конкретни придобивки за граѓаните на Битола, Пелагонискиот регион и за прекуграничната област. На примопредавањето присуствуваа заменик министерот за локална самоуправа Ерџан Селими, градоначалникот на Битола Тони Коњановски, директорот на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион Јосиф Балтов и командирот на противпожарната единица на Битола Христијан Тодоровски. Како најголема општина во регионот и основач и финансиер на територијалната противпожарна единица Битола, општина Битола добро ги познава предизвиците со кои се соочуваат пожарникарите на терен. Последните години сме сведоци на се почести екстремни временски услови, долги сушни периоди и зголемен ризик од шумски пожари, кои представуваат сериозна закана за природата, имотот и за човечките животи. Територијалната противпожарна единица Битола не ја штити само територијата на општина Битола, таа секојдневно обезбедува заштита и за општините Новаци и Могила, а во многу наврати интервенира и пошироко во регионот кога тоа е потребно. Токму затоа вложувањето во нејзините капацитети представува вложување во безбедноста на целиот Пелагониски регион, рече градоначалникот Коњановски. Земја сакана на срце ми е послана, еј, загнездена. Мојата јужна долина, мирисна, еј, опојна, еј, царевина. Еј, тапан кај што бие, таму добро ми е, таму кај што груби ден е ноќе силно свират земјата. Ја затресува, тапан кај што бие, таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Мојот свети спас, мојот крај, мојот звезден рај, еј, убавина. Таму е човекот над се, парите не се битнine, еј, човештина. Еј, тапан кај што бие, таму добро ми е, таму кај што груби ден е ноќе силно свират земјата. Ја затресува, тапан кај што бие, таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти
таму добро ми е, вино, кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Тоа би било се за денес, а за самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Царот Аргелуш. Ви посакувам пријатен ден. Си бил некогаш еден цар и си имал 2 сина. Постариот, Аргелуш, бил толку убав, така што неговиот татко го држал во посебен замок и не го пуштал да излезе надвор за случајно да не го дувне некое ветре, па тој да се разболе. Во замокот принцот ги имал сите угодности. Имал голема послуга, а кралот секојдневно го посетувал и се забавувал со него. Но сепак на Аргелуш животот му станал здодевен и постојано мечтаел за слобода. Еден ден во кралската градина израснала убава јаболкница, која наутро имала златни цутови, а навечер се појавувале златни плодови. Шетајки низ градината, кралот многу и се восхитувал на јаболкницата, та решил да ги повика сите големи кнезови во земјата за да им ги покаже тие чудни плодови. А за да не исчезнат јаболката, како што вообичаено се случувало во текот на ноќта, поставил стража крај јаболкницата. Иако стражарите постојано ја надгледувале јаболкницата, никој не знаел како тоа во текот на ноќта јаболките исчезнувале. Но следното утро повторно се појавиле златните цутови, а приквечер повторно златни јаболка. Кралот наредил таа ноќ да се постави двојно повеќе стража, но јаболката сепак исчезнале. Истото се случило и третата ноќ. Бидејќи не знал што значи тоа, кралот наредил да повикаат еден прочуен волшебник. Тој дошол во дворецот и рекол: "Би ви кажал, ваше величество, но се плашам за својот живот." Кралот бил упорен, па волшебникот на крајот му одговорил: "Само твојот син, Аргелуш, може да ги зачува јаболката." Кралот се налутил и извикал: "Никакве цеден, ти сакаш мојот син да загине, но знај дека пред тоа ќе загинеш ти." И така кралот наредил да го убијат волшебникот. Помалиот син, кој бил избувлив, та затоа кралот и не го сакал, изразил желба да ја чува јаболкницата, а кралот му го дозволил тоа. Но кога повторно исчезнале јаболката, тој сето тоа му го раскажал на својот постар брат Аргелуш. Кога кралот отишол да го посети Аргелуш, му се видело оти тој е многу тажен. Го прашал зошто е тажен, а Аргелуш му рекол: "Сонував дека имаме чудесна јаболкница во нашата градина и оти само јас можам да ги зачувам плодовите од неа." Тогаш го замолил татка си да му дозволи да ја чува јаболкницата. Отпрвин татко му не сакал ни да чуе, па дури кога Аргелуш почнал да се заканува дека ќе се самоубие, тој нерадо му дозволил. Аргелуш наредил да му наместат кревет под волшебната јаболкница и зел само еден од своите слуги. Тогаш си легнал в кревет, но за да не заспие, читал разни книги. Околу полноќ долетале 7 лебеди и се спуштиле на јаболкницата. Кога го видел тоа, Аргелуш ја протегнал раката во височината и дофатил еден лебед, кој во тој миг се претворил во убава девојка. Останатите 6 лебеди се спуштиле на земја и исто така се претвориле во убави девојки. Првата што тој ја дофатил била маѓепсана принцеза, а другите пак биле нејзини слугинки. Аргелуш многу се израдувал што принцезата зборувала со него љубезно, а потоа го замолила да помине уште 3 ноќи тука под јаболкницата, зашто само на тој начин можела да се спаси од магијата. Но во исто време таа го предупредувала дека тој не смее да заспие. Штом почнало да се зазорува, девојките повторно се претвориле во лебеди и одлетале, а таа ноќ јаболката останале на дрвото. Кралот бил многу среќен поради тоа и не дозволил да ги берат. Но Аргелуш не му кажал ништо на татка си за девојките, а на својот слуга, кого го сметал за најверен,
му наредил да молчи. Токму тој слуга на Аргелуш се познавал со некоја девојка која била ќерка на една голема волшебница, па и раскажал се во доверба. Таа пак и раскажала на својата мајка, а мајката му наредила на слугата да молчи и му дала кожно кесе, па му рекла: кога ќе легне твојот господар, подотвори го кесево и тој веднаш ќе заспие, а кога ќе одлетаат лебедите, намачкај му ги очите со маста од ова тегличе и тој ќе се разбуди. Следната ноќ Аргелуш бдеел, но кога неверниот слуга го отворил кесето зад неговиот грб, тој заспал како заклан. Лебедите долетале и се претвориле во девојки, а принцесата почнала да го тресе Аргелуш. Му наредила на слугата да го разбуди, но напразно не можеле да го разбудат. Кога почнало да се разденува, принцесата му наредила на слугата да му пренесе на неговиот господар следната ноќ да биде предпазлив. Тогаш девојките се претвориле во лебеди и одлетале. Во тој момент слугата му ги намачкал очите на својот господар со маста. Кога тој се разбудил, неговиот слуга му раскажал за девојките и за она што му го порачала принцесата. Принцот многу се налутил и му наредил на слугата да молчи за се што се случило. Слугата повторно и се доверил на девојката, а таа на мајка си, која го посоветувала да постапи исто како и претходната ноќ. Следната ноќ Аргелуш цело време се обидувал да не заспие, но неверниот слуга испуштил малку ветре од кесето и неговиот господар повторно заспал. Тогаш долетале лебедите, се претвориле во девојки и повторно почнале да го тресат принцот. Дури и го кренале од креветот и го шетале, но ништо не помагало. Принцесата уште еднаш му рекла на слугата да му порача на принцот да не заспива ако сака да ја ослободи. Кога Аргелуш се разбудил, слугата му раскажал се, но не му кажал за волшебницата и за кесето. Аргелуш цел ден се трудел да заспие, за да не му се приспие во текот на ноќта, но залудно. Повторно заспал, а кога девојките не можеле да го разбудат, му рекле на слугата да му порача на неговиот господар дека тој повеќе никогаш нема да ги види, зашто ќе мораат да заминат на пат во далечните краишта. Ако Аргелуш посака да ја дознае причината, тогаш ќе требало да го премести мечот што виси над неговиот кревет во замокот, од еден на друг клин, па тој ќе му каже: а ако сака да ме бара, тогаш кажи му дека до изгреј сонце во црниот град ќе мораме да го завршиме нашето патување. Кутриот Аргелуш пошол во својот замок, а бидејќи слугата му кажал што му порачале девојките, тој го преместил мечот од еден клин на друг. Мечот веднаш се помрднал и покажал кон неверниот слуга. Кога го видел тоа, Аргелуш го грабнал мечот и му ја отсекол главата на слугата. Тогаш му раскажал на татка си за предавството и го замолил да му даде дозвола да ја пронајде својата сакана. Кралот најпрво го одбил, но кога видел дека неговиот син почнал да венее од тага, го пуштил, му дал слуги, коњи и пари за да ја исполни својата желба. И така Аргелуш тргнал на пат. Поминал низ многу далечни земји и на крајот ги потрошил сите пари. Тогаш ги продал коњите и кочијата, па ги пратил слугите дома и сам го продолжил патот. Тој бил гладен. Еден ден стасал во некоја шума, каде сретнал 3 момчиња што се тепале. Тој пришол до нив и откако им кажал дека е принц, ги прашал зошто се расправаат. Момчињата му одговориле: ние сме тројца браќа, а татко ни го остави само ова што го гледаш пред тебе: столче, камшик, седло и конј. И ние не можеме да се спогодиме околу поделбата, зашто сите овие работи можат да ги користи само еден од нас. Оној што ќе го стави седлото на конјот, ќе седне на него и ќе удри со камшикот велејки: сакам да бидам таму и таму, та веднаш ќе биде како што ќе посака.
а оној пак што ќе удри во столчето, конјот заедно со седлото и камшикот мора да се вратат кај него. Ете затоа се караме. Може би ти ќе можеш да ни пресудиш. Принцот извесно време шетал со нив, па им рекол: ги гледате ли оние брекчиња во далечината? Сите тие се на иста оддалеченост. Отрчете до нив, а оној што прв ќе се врати кај мене ќе биде наследникот. Браќата се согласиле и отрчале кон брекчињата. Аргелуш не ги чекал, ами го јавнал конјот и рекол: конјот веднаш да биде таму и таму. Тогаш конјот го однел Аргелуш во едно мочуриште, од кое тој одвај се извлекол, па мртов гладен стасал до една куќа. Домаќинот љубезно го примил и го нахранил. Аргелуш го прашал колку е далеку црниот град. Домаќинот пак му одговорил: сум слушнал за тој град, но не можам да кажам колку е далеку. Но остани кај мене неколку дена. Од тука ќе помине еден трговски карван со поворка аџии, па од нив ќе дознаеш. Поминала една година, па уште една, па трета, но никој не знаел ништо за црниот град. Најпосле се појавил некој човек кој му кажал на Аргелуш дека црниот град се наоѓа на околу 75 километри. На Аргелуш му останал само еден скапоцен прстен, та му го понудил на човекот за да го одведе до црниот град. Тогаш човекот му рекол дека тој што туку избегал од црниот град и оти може да го одведе само до неговата близина. Тој се согласил. Човекот го однел во близина на црниот град, а Аргелуш сам среќно стасал до својата цел. И така тој почнал да оди низ градот и да размислува што би требало да стори и кого да праша за својата сакана. Принцезата и незините слугинки веќе биле ослободени од магијата, а по неколку дена таа требала да се омажи за некој кнез. Затоа пратила една од своите слугинки во градот да ја купи облека. Но слугинката, веднаш штом го видела Аргелуш, со трчање се вратила кај принцезата за да ја каже. Принцезата пак не можела да поверува и само рекла: невозможно. Тогаш ги пратила и другите девојки, а кога и тие го кажале истото, уверувајќи ја дека тоа е истото она момче, и оти го препознале зашто добро го загледале под јаболкницата, принцезата самата излегла в град за да го види. Таа веднаш го познала, љубезно го поздравила и по неколку дена тие двајцата направиле голема свадба. По свадбата тргнале на далечен пат кај кралот, таткото на Аргелуш. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.